Веднаш до музеот на град Охрид се наоѓа работилницата за рачна изработка на хартија. Уште еден белег на Охрид кој за последните 12 години од кога постои ја збогати културната понуда на градот под Самоиловата тврдина, кој секојдневно го посетуваат туристи од целиот свет. Во ова издание на Луѓе и места ќе ве запознаеме со Љупчо Паневски, кој пред 12 години се преселил од родното Свети Николе во Охрид со цел да го заживее овој занает и да го презентира на светот. На 100% природен начин тој рачно изработува хартија по традиционален кинески метод, а потоа ваквата хартија со помош на копијата на Гутенберговата преса изработена 1937 година во Словенија ги печати познатите охридски мотиви. Книгата на впечатоци која што се наоѓа на влезот на работилницата содржи само дел од позитивните импресии на туристите и оние кои ја посетиле оваа работилница. Ги има од целиот свет. Љупчо, по изучувањето на оваа техника во Блед, во Словенија, се преселил со своето семејство од Свети Николе во Охрид и започнал со рачна изработка на хартија. Денес со задоволство се представува себе си како охриѓенец, кој достојно го презентира градот и културното наследство на странските и домашните туристи. Во Охрид ме донесе професијата, односно изработката на хартијата, ова работа која сега ја работам, затоа што кога ова го научив како професија, да речем и како занает, целта беше да се отвори една работилница која ќе ја возобнови старата охридска школа на изработка на хартијата, на некој начин да го реконструира начинот на кој тоа било правено овде во Охрид, така да неминовно беше доаѓањето во Охрид, затоа што не постои Светиниколска школа на изработка на хартијата, туку охридска, затоа што патот на хартијата, слично нешто како патот на свилата во Кина, водел од Кина преку Барселона, преку Венеција, Дубровник, овде во Охрид. Така да тој пат на хартијата ме доведе овде во Охрид. Останав во Охрид, работам, творам во Охрид, мојата фамилија е тука. Фамилиарно работиме на оваа работа, освен сопругата. А патот на неговиот живот го однел претходно во Словенија, во Блед, каде што ја изучил оваа древна кинеска техника за рачна изработка на хартија. Кога оваа постапка ја сретна во Словенија, кај еден мој пријател Брезника Ралеш, тој беше единствен кој изработуваше хартија на ваков начин во Словенија, така да тоа за прв пат со начинот на изработка на хартијата се запознав кај него и тоа беше мотив уште повеќе да се заинтересирам за она, нели, како тоа се случувало кај нас, кога, во кој период. Барав стари книги, стари ракописи, лични устни кажувања, така да речем, дел пренесувани од колено на колено, од уста на уста. Барав некои материјали кај што може да се видат тие, барем делимично тие скици како изгледала таа опрема која била користена овде во Охрид и веќе полека се заокружуваше таа слика или таа приказна и некаде после 2000 година веќе можеше да се каже дека може веќе да се отпочне со она што беше замислено и кое дотогаш веќе прилично, да кажем, и добро го знаев. И така да остана само опремата, сите овие зборувам за период од неколку години, мислам, не дојде тоа случајно. Во меѓувреме се припремаше опремата, се изработуваше према некои нацрати, према некои кажувања, со некои споредби со опрема која се користи и во другите работилници во Европа. Тоа само неколку работилници и така да дојдовме до ова што е сега во работилница. Остана уште пресата, морам да кажам за пресата дека пресата како Гутенбергова преса не била користена овде во Охрид како начин на печатење, меѓутоа представуваше извонредно дополнување на целата ова приказна околу хартијата. Работилницата на почетокот била сместена во Музеот на старословенска писменост, а потоа е преселена во стариот дел од градот веднаш до Музеот на град Охрид, локација на која Љупчо со ваквиот начин на изработка на хартија патува низ времето и се обидува тоа време минато да го доближи и до туристите. Најмногу се интересира за историјатот на хартијата, нели?
Како потекнало ова, каде била изработката на хартијата, дали на истиот овој начин се работела хартијата, дали ова опрема соодветствува на таа која тогаш била користена, сигурно дека тоа најмногу ги интересира. Понатаму ги интересира дали постојат одредени списи од тоа време, одредени пишани документи од тоа време, дали може да им покажеме некои такви материјали напишани, отпечатени материјали од тој период. Значи се интересираат за историјата и сигурно дека нив им е многу значено кога веќе ќе видат на лице место како се изработува хартијата или како била изработувана. Сакаат да имаат еден примерок, едно парче од таа хартија за спомен, а кога веќе би имале парче хартија за спомен, најсоодветно е да биде со некој мотив од Охрид. Така да сите овие мотиви кои ги имаме моментално во работилницата се од Охрид. Признава Лјупчо дека презентацијата во живо пред самите туристи на начинот како се изработува хартијата е голем плюс за самата работилница. Во зависност од туристите кои го посетуваат, тој на повеќе јазици ја презентира оваа приказна. Опремата и начинот на кој ја изработуваме хартијата е автентична на начинот на кој се правила хартијата средината на 16 век во манастирот Свети Наум. Значи за прв пат кај нас хартијата е правена 1550 година историски во манастирот Свети Наум. Инаку стара кинеска постапка. Основата за добивање на хартијата е сршта, срцевината на дрвото. Значи се вади кората, слој 2 под кората, останува чистото срце на дрвото, инаку многу ретка постапка, така наречен метод на гнездо на осата. Се делка срцето на дрвото, секојаш подагол кој зависи или го определуваат годовите на староста на дрвото. И само на тој начин изделкани тие честици, потопени во вода, природно се врзуваат меѓусебно. На било кој друг начин да се делка, дроби, сече, меле дрвото, тие честички едноставно стојат една покрај друга и не се врзуваат. Сето останато е значи индустрија со додавање на разни химикалии, лепила, смоли. Во принцип се користат оние потврди, појаки видови на дрво, порез, цреша, костен, може смрека, таа е некоја средина меѓу меќите и цврстите дрва и тие честички од дрвото мора да остојат во вода најмалку 23 дена. Значи овде, во ова корито е таа припремена, остојана пулпа за добивање на хартијата. Во моментот имаме ситни честички од смрека, обична вода и некаде околу 30-40% памук. Значи, вообичаено, не секогаш, меѓутоа може да се додаде памук кога работиме хартија за печатење и дава одредена финост на самата хартија, односно на самиот лист. За декорација може да додадеме и разни природни додатоци, тоа може да бидат цвеќиња, ливчиња, чај, тутун, кафе, додаваме гинко, оригано, значи разни природни додатоци за декорација на хартијата. Во овој случај имаме само памук и ситни честички од смрека. Ако може тоа да се види, ево тоа е потполно природно, значи нема химикали, нема лепила, нема смоли како во индустријата. И со ова е обично дрвено сито со метална мрежа, инаку првото користено сито било исто дрвено сито со дупло поставена рибарска мрежа. Нацрпуваме, се цеди водата, тие честички остануваат на површината. И значи веќе имаме структурата на хартијата. Сега треба да ја пренесеме на друга основа ради сушење. Тоа е обично филц од памук и од лен, или може да биде и ова бамбусова трска. Значи нанесуваме рамномерно со потискање. Веќе имаме формата на листот, сега може да оди на сушење, кој ќе соберат најмалку 31 врз друг. Носиме по тоа преса овде десно од мене со потискање да се исцеди вишокот на вода, доволно е 10 до 15 минути. Оди на сушење потполно природно, секогаш надвор кога тоа го дозволуваат условите за сушење, бидејќи немаме специјална просторија за сушење. Стандардно е 2 дена и после 2 дена листот само се одвојува, се одлепува од основата и веќе имаме еден лист хартија.
Од сушењето се извиткува, не е равен. Го враќаме уште еднаш под истата преса кога е сува да го испегламе, да го изравниме, минимум 15 часа и после тоа е веќе готов лист хартија на кој може да се пишува, црта, печати како сите овие овде листови што ги имаме во нашата работилница. По презентацијата на начинот на рачна изработка на хартија, тој на туристите им презентира и како се печатат мотивите од Охрид на автентична копија на Гутенберговата преса. Печатиме на оваа Гутенбергова преса, можеби највредното нешто во нашата работилница, затоа што представува копија на оригиналната преса која се наоѓа во Мајнц во Германија, на која е направено првото печатење во 15 век. Две се вакви копии воопшто во Европа, нашата и една има на Блед во Словенија. Функционира на истиот принцип. Тоа е она познато прво печатење од 15 век со редење на овие Гутенбергови оловни букви. Значи познато слово слагање се реди буква по буква, секогаш од десно према лево, принцип на огледало. Си има специјален шаблон за редење на овие букви. Значи од десно према лево, принцип на огледало. За една страница потребни се 42 реда или минимум потребно време на највештите мајстори во тогаш во 15 век им било час и половина да се сложи една страница. Кога тоа ќе се сложи, се фиксира од лево и од десно, да не се поместуваат буквите. Добиваме една матрица од сложени букви, премачкуваме со овој катран и смола, преку се става листот хартија, се носи по тоа оловна плоча и со потискање. Снажно до крај добиваме отпечаток на текстот што сме го сложиле или во овој случај би била страница од книга. Значи на овој начин 1452 година е отпечатена Библијата. Инаку многу брзо после тоа се користат и готови матрици, што ја олеснува работата, значи наместо да сложуваме слово по слово или буква по буква, што одзема многу време, може да користиме готова матрица на која имаме втиснат текст кој што сакаме да го печатиме, или тоа овозможило да се добијат да се користат и разни слики, орнаменти или комбинација на едното, другото и третото. А презентацијата е скратена верзија на тоа колку време реално е потребно за еден лист рачно изработена хартија да биде спремно за печатање. Реалното време потребно за тоа е многу подолго. Ако се земе изолирано еден лист хартија од почетокот до крајната фаза, до веќе готов отпечаток спремен за, да речеме, натамошна продажба, може да биде и подарок, не мора да биде продажба. Значи некаде 27 до 28 дена е комплетната поставка. Морам да напоменам дека во ова постапка, во ова производство на хартијата, најголемо е учеството на трудот. Значи бара многу труд, многу време, постојана посветено, значи нонстоп мора да си со хартијата. Можеби не влијаат на ајде да речем на крајната цена на нашиот производ толку она што се вложува во него отколку самиот труд. Значи бара многу труд, многу време, а ако се земе дека освен тоа што и презентираме, покажуваме на гостите, а мора и да вршиме припрема, сето тоа после да се така да кажам спакува, да се дотера, значи едноставно нема време за одмор. А време за одмор имаат токму туристите кои во голем број во овој период од годината го посетуваат Охрид. Ви ја раскажавме приказната на Љупчо Паневски, кој во стариот дел на градот рачно изработува хартија и патува низ времето преку мотивите од Охрид, кој ги печати на традиционален начин со помош на Гутенбергова преса. Овде е крајот на оваа луѓе и места. Почетокот на следната е за 7 дена, кај некои други луѓе, на некое друго место.